Павле Биловски, добар ден. Добре дојде во студиото на Цивил Медија. Ти благодарам. Брнуваме јавноста деновиве со неколку прашања кои се однесуваат на медиумите и се разбира, ти си соодветен да одговориш на следниве прашања. Ајде да почнеме од тоа како го коментираш долгото одлагање на измените на кривичниот законник кои се однесуваат на тоа дека новинарите можат да добијат третман на службено лице и со самото тоа Министерството за внатрешни работи и обвинителството ќе може да постапува по службена должност. Да се заштитат новинарите од напади, нели овој кривичен законник го предвидува именно истото. Јас би се вратил малку наназад во времето и да видиме каде е генезата на овие проблеми. Ние имавме еден амбиент во општеството кога новинар можеше да биде нападнат, клеветен, можеше да биде дури плукнат и не само физички тепан на улица и сето тоа да помине неказниво. А сето тоа да биде стимулирано или индуцирано, знаеме од каде, од највисоките врхушки на власт, кои се истоп така пресметува со новинарите во тој период, односно со нашата професија. Јас секогаш овде го исклучувам персоналното и не велам дека јас бев нападнат пред 6 години физички пред новар, туку беше нападната нашата професија. Нашата професија е постојано под атак. И тука е загрозен еден од главните столбови за екзистирање на нашата професија и ние во неа, а тоа е безбедноста на новинарите за која често говорим. Затоа велам се враќам наназад. Денеска е ден 6 години од како јас бев физички лично нападнат, што пак тој напад продуцираше една широка дебата, медиумските здруженија предводени од синдикатот со кој јас сега го представувам, да предложат конципираат во 2017 година потоа едно законско решение, измени во кривичниот законник, со кој многу елегантно, едноставно ќе се интервенира во делот, во членот за службени лица и ќе се додадат новинарите. Со тоа што во иднина, ако биде нападнат физички новинар на улица или медиумски работник, ќе може обвинителството по службена должност веднаш да активира кривично дело. Зошто велам кривично дело, за да биде појасно и за нашата фела и за граѓаните. Сега, мојот конкретен случај беше воден како прекршично дело од 800 казна од 800 евра, предизвикување општа опасност и предизвикување општа опасност. Дури не беше третирано ниту физичките, односно повредите кои имав, ниту како физички напад, што е исто така кривично дело. Дали барем таа казна беше платена? Најверојатно бидејќи државата е преземата од нас, јас не поднесов приватна тужба, причините се јасни, нели? И тоа е тема. Зошто ние поединици да се пресметуваме со некој кој не нападнал и двојно, односно секундарна виктимизација да се правиме самите и тие да го собираме нивниот гнев одново за некакви си одмазнички напади. Кога сето тоа може да го процесуира и направи државата и да остане впечатокот дека државата се погрижила за нашата професија, а не дека Павле добил некој насилник на суд. Ние треба да излеземе од тој дискурс или да воспоставиме таква пракса. Велам 2017, враќам пак назад. 2017, тој пред 5 години како изготвивме законски измени. Лани во август влегува во собрание. Лани во август. Без малку години и пол ќе направиме. Која е причината за тоа толку долго одлагање? Затоа велам, проблемот е слоевит. И кога мислевме дека е готово, дури и владата се пофали, ние после години и пол не може нашата точка да дојде на дневен ред. Затоа во собранието повеќе од една година актуелни се темите енергетика, економија, енергетика. Никако нашите измени да дојдат на ред. Укажано е на партениците, направени се безброј средби. Укажано е на обвинителството во директни средби. Зборувам со партнерските организации. Значи треба само да помина тој на комисија. Само се стави да се точката, не е 88, мислам, не сум сигурен, 86-та не е ни важно, да ја закаже таа седница, да ја стави, партениците само да кренат рака, бидејќи ние имаме политичката согласност и да се до тоа почне да важи. Не очекувате, доколку дојде до ова, не очекувате обструкции, може би јас очекувам дека ќе треба да поставиме ние шатори пред собранието. Јас гледам дека натаму оди, тоа на 3 ноември, затоа што одбележуваме тие мали денови на наши денови на слободата, медиумите и така па се до 3 мај, кога е нашиот ден и 1 мај. Така што нека одберем еден од тие денови, ако ова не се реализира, навистина ќе биме принудени и физички да го браниме тоа законско, односно да целиме да се донесе. Така, сега зборуваме за безбедноста и сигурноста на медиумските работници и работнички, а секако, во овој миг, како се чини воопшто статусот и позицијата на медиумските работници внатре во редакциите и во другите сегменти, зборувам, какви се нивните работнички права,
Докаде е боксирањето со тие проблеми? На вистина не би сакал да звучам невкусно, го делам ставот на Европската комисија за клучокот од оценката на напредокот на земјата, биполарен. Биполарен е бидејќи од една страна имаме некој привид на слобода на изразување, како да кажеме, неизрелаксирани односи во редакциите, но од друга страна минусот оди на контото дека имаме подпросечни, ниски, не можем да кажем ниту средни плати, затоа што повеќе од 2/3 според нашите истражувања платите се под просечната плата, зборуваме за она од 31.200 денари. А од тој корпус од без малку 70% повеќе од 2/3 се околу минималната плата, тоа 18 до 20.000 денари, најчесто тоа се нашите вработени колеги од порталите и медиуми кои за жал повеќе постојат за други цели отколку што е нивната првична, нели, и најважна намена, тоа информирање и јавен интерес. Така што впечатокот, а како се гледа еднострано, може да кажеме дека сега е некој лимбо, статус кво како се е во ред, нели, го нема Никола Груевски, ние сега живееме во мир медиумите. Не е така, не е така и не сме да биде така и не сме да застанеме никогаш во добро сецирање на проблемите, детектирање и сецирање на состојбите и проблемите. Така што мислам дека мораме да почнеме од темелот, од базата. Не заради тоа што сега го представувам ССНМ, а од друга страна сум и редовно вработен новинар. Мислам дека мораме интензивно да почнеме да размислуваме дека ќе се потребни промени, инфлацијата е навистина висока, а нас не затекна со најниските плати во регионот. Зборуваме медиумските работници, денеска зборуваме за нас. Би ти благодарам што имаме прилика да зборуваме за нас, често зборуваме за останатите категории во општеството. Да, нели секогаш доаѓаат новинарите до тој абсурд, ние се бориме за правата на другите, за нивните подобра екзистенција и така натаму, меѓутоа никако ми се чини како да беше табу новинарите да зборуваат колку тие се борат со личната екзистенција. Затоа што тие пред државата излегуваат, тие се борците за правда, тие треба да ги изнесат проблемите во јавност. Јас не што е една контрадикторна ситуација. Види, јас не ставам таков апостроф дека ние сме најважните, да се грижиме за јавниот интерес, на крајот од денот секој има општествена улога, нели, секој поединец од нас. Не би го тоа така апострофирал, меѓутоа ние не можеме, пред се мене што ме загрижува и преку работата на синдикатот, што ние не си ги познаваме, ние не сме запознаеме со она што не напаѓа од надвор или од внатре. Ние не си ги познаваме правата, тоа е проблемот за кој треба да разговараме. Ние можеби знаеме кој не е непријателот од надвор, лажните информации, нели, да не одиме во друга тема. Меѓутоа ние не си ги познаваме основните работи. Ние се соочувам со прашање од колеги колку дена одмор имам. И ние сега мене на вистина ми е малку не се чувствувам пријатно да кажам дека треба да се искористат минимум 12 дена во летниот период, дека 21 ден ни се загарантирани со законот за работни односи, зборуваме за елементарни права. И така што тука е целата заложба, мислам, не смеме да се, мораме да бидеме иронични во насмевката, затоа што ова не е реалност. Ова не е некој впечаток кој некој ни го наметнал или некоја сугестија кој ни наметнат. За жал и волја на вистината, ова е наша лична перцепција и наша состојба. И ние постојано заклучивме, абсолвиравме дека мораме да бидеме на терен и да разговараме со секој поединец во нашата професија, не со секој член на синдикатот, со секој кој партиципира во оваа професија. Затоа што само ако сме здружени и само ако доволно е да се, како што се заложивме за еден член во измени на кривичниот законник, за да може да се гони напаѓачот по службена должност, така можеме да издействуваме еден член во законот за работните односи, пластифицирам, например, каде што договорот на неопределено работно време од 5 години, ќе го скратиме со предлог на 1 година. И ние немаме да имаме хонорарци по медиумите од 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 до пензија. Не знам како да бидам по-пластичен во така што состојбата, пак ќе се вратам на почетокот, е биполарна. Од една страна имаме привид дека не сме напатакувани, дека родилачките политики се слободни, дека изразувањето наше е во рамките на тоа што е нашата професија и етичност што го наложува и бара, а од друга страна ниските плати се огромен феномен. Така рече да не одиме во друга тема, меѓутоа темата која е неизбежна и секако е тесно поврзана со и овие две што ги зборуваме, дезинформациите и пропагандата во медиумите. Каква е состојбата таму и што се презема со тоа море од дезинформации кои се детектира секојдневно,
што може да се превземе затоа што тоа го загрузува на крајот на криштата идентитетот на, зборувам, интегритетот на новинарската професија од една страна, од друга страна ја загрузува и самата јавност. Маја, не знам, ние се извинувам, се саморегулиравме ли сега кога зборуваме, нели? Пошто постојано провеува една флоскула. Саморегулација, саморегулација, саморегулација. И, нели, нормално, поедовно, секој од нас треба да седне и да размисли што е саморегулација. Еднаш како велам ново најпластично. Саморегулација е да бидеш човек. Тоа значи да се стекнеш со вредностни судови, со код, со морален код, да имаш вештини и со личниот, на крај, со личниот интегритет, а на сето тоа се налепуваат оние, освен вештините, етичките кодекси и пракса, добрата пракса која сме ја стекнале, нели, преку работени со години. Значи, јас саморегулацијата, односно, како да кажам, ништење, справување со лажните вести и дезинформации, мора да дојде од секој поединец, од секој од нас, од внатре. И ние ако не обезбедиме доволно такви квалитетни поединци, луѓе кои нормално ќе бидат делотворни како новинари, ние не можеме да зборуваме за справување со лажните информации. Затоа што ако тој што ја пишува и не ја разбира опасноста од лагата и лажната информација која е сервирана останатите на општеството, тогаш ние имаме голем проблем. Јас не смеам ова да го кажам на глас, меѓутоа гледам, разговарам, имам прилика, нели, како сега како претседател на синдикатот и сум вмрежен со Европската федерација на новинари, со интернационалната, меѓународната, патуваме, одиме и разменуваме искуства, најголемиот горлив проблем и во сите општества, верувам, зборуваме за Шведска и Данска, зборуваме за Оман и Судиска Арабија. Така што јас малку сум сега охрабрен дека ние нема сами да се избориме со ова прашање, затоа што пак малку на почеток, ние немаме вести. Ние имаме море од лажни вести во етер или вести прекопирани без авторски права и имаме провеува како она на парата линијата животот позади. И тоа кој може да види, а кој не може, кој е медиумски писмен за да види точната вест. Така јас ги опишувам состојбите, но за среќа, тука се меѓународните организации, овој пат сериозно притискаат кон Европската унија, се врши притисок и се изготви закон за медиуми, во најава го кажувам тоа, значи се работи на такво решение. Само регулацијата ќе биде највисокиот императив, но мислам дека овој пат ќе се зборува за блага регулација, за која морам да кажам дека првично на краток рок јас се согласувам. За да тргне едно општество, мора да менува, да ферментира, да расте, се развива. Така што не е страшно ако почнеме со блага регулација, полека ја отфрламе. Така што не е ова опасно што го кажувам, ако добро се размисли, нормално ако за тоа има чувар Гардијан, ако за тоа Европската унија стои за нас, онам кој што целиме, нели, интегрирање, така што мислам дека малку сум охрабрен, инаку бев тотално резигниран и разочаран од тоа што се случува, затоа што не заборавам на крајот од денот јас и ти сме новинари и произведуваме вести. И многу е за нас поразително кога ќе видиме дека нашите вести сериозни и одговорно напишани се некаде на маргините за разлика во местото го јават некои лагио. Така што има оваа тема и за прв пат сум малку оптимист. Да се надеваме дека е така и ова е тесно поврзано со ова што зборуваме за дезинформациите и одговорноста на крајот на криштата на медиумите која е прилично запоставена, занемарена во изминативе години за сметка на се ова што зборуваме претходно, колку се внимава кога се известува за сензитивни, условно кажано сензитивни, да, тоа е едниот аспект, зборувам за она кога се известува за известни заедници, не зборувам тука за етничките заедници или религиозни заедници, секако станува збор за помали групи на граѓани формирани во никакви заедници. Колку се внимава кога се известува за истото да не се налее, нели, оганот и да се подгрее тензијата, наспроти тоа што, нели, може и да се калкулира пат истата да се смири. Ние имаме една комисија, сега стана актуелна, заборавив 2 години имав дека постои воопшто за спречување дискриминација. Така што и сега видовме дека се активираше политички кога беше потребно да се осуди однесувањето од страна на тие бугарски аспекти, не сакаме ние денеска темата политика да елементираме. И 2 години воопшто ја нема. Ние да отвориме таму ќе видиме колку нас не недостасува работа од таа дискриминација. Мислам од таа комисија. Кога велам од таа комисија, не мислам некому да му биде изречена представка или да биде опоменат. Зборувам за таа превентивна улога која треба да ја игра. Затоа што на крајот од денот,
Нас постојано некој мора да оди да не потсетува во ово општество, дека ово општество е мултикултурно, дека ово општество најголемата убавина, мислам, најголемиот квалитатив на ово општество е мултиетничност. И ние, наместо тоа да биде наше оружје, наместо тоа да биде наша представа пред светот, ние тоа го подриваме. Затоа што делимично или се однесуваме неодговорно затоа што не сме санкционирани, кога велам не сме санкционирани, не мислам на казни, не мислам на активирање прекршочни и кривични дела. Мислам едноставно да бидеме посочени дека нашето такво однесување не е во ред. И сега се враќам на медиумите. Ако тоа не можеме како луѓе, како поединци, како слободни луѓе во поединци, не можеме ние тоа така да се однесуваме или така да почнеме да се однесуваме, тоа што правиме како медиуми, каде што нели медиумите веќе организација, медиумите веќе фирма која одговара под законот за трговски друштва. Така што јас мислам дека за оваа тема молчиме, затоа што се направи еден, види, можеби ние не сме репер, ние сме сепак новинари и субјективни сме по ова прашање, затоа што сме како да кажем, во сите сфери, помеѓу сите заедници, и имаме одлична комуникација, затоа што средството за комуникација нели не е алатка. Така што можеби ние не сме репер да разговараме, меѓутоа од наша одговорност и важни сме да им објасниме на другите дека воопшто дека стравот е единственото нешто кое ги спречува луѓето и општеството да одат напред. Кога одам напред, велам сите заедно да одат напред. Че единствено стравот, а ние нашата улога е тука. Ние наместо да ги тргнеме бариерите, да ги ослободиме граѓаните од стравот, некој не осознаен или не запознаен со некаква состојба, ние баш напротив импутираме, ставаме додадена вредност на етнички прашања, кој е тотална ступидност. Тоа никаде во светот не функционира. Мислам, такво изразување нема. Например, замислете Америка кој земе да се занимава со етникумите. Мислам, ние, пак ќе кажам, се смеем иронично, примитивни сме, за жал како општество. Значи, јас не знам зошто одвалодам на не ги надминевме тие работи, затоа што па на крајот од денот институциите и медиумите се оние кои се одговорни, затоа што ние сме реперот. Ние наметнуваме однесување. Ако ние представиме дека јас, ти и Дехран сега можеме да функционираме, тоа е пример понатака за сите општествени групи подолу. Зборувам па се до општество нуклео семејство. Така, да, тоа пластично, нели, јавноста за да разбере зошто, ако доколку се случи некој конфликт сега на улица и се известува за истото дека тој бил млад албанец, а не бил млад маж. Или бил млад македонец, значи не млад. Ама сега ние зборуваме за наши неписмени колеги, не постојат прво такви категории. Да, не одиме до тие наслови каде што исто бевме сведоци да видиме како се хейтат оние групи на ЛГБТ заедницата, каде што некоја известна спортистка не е важен незиниот, не знам, медал, тука е важен незината ориентација и така натаму, да. Тоа се едноставно, да, можела да се наречат примитивни, дискурси. Мислам дека свеста е на повисоко ниво за да разговараме за. Меѓутоа, јас се разговарам само затоа што имаме обврска. И мораме да останеме да почитуваме обврската. И тука никој не сме од нас да застрани. Не сме да загуби концентрација, не сме да го загубиоштрицата, фокусот. И затоа што ако некој стасал на стадиум да се осознае по ова прашање, има обврска тоа да го пренесе понатака, што професорот има обврска да едуцира затоа што го зел образованието и стекнал во општеството од каде доаѓа. Така што имаме огромна обврска. Не би сакал да зборувам за казни, меѓутоа јавната опомена, покажувањето со прст, затоа што не постои, на поголема осуда не постои од осудата внатре во фелата. Не постои таква казна, не постои таква затворска казна. Па едни мафијаши да се кодот нивни да се осудат еден со друг, вечерта нема си легнат. Значи, мора да доаѓа осудата од внатре. Мораме ова да го разбереме. Мислам, кажувам на сите колеги. Не постојат албанци новинари, не постојат македонци возачи и не постојат такви епитети роми сниматели. За жал не постојат. Не знам зошто сакаме да измислиме такви категории. Никаде не пропишани. Така, постои работна позиција камерман, постои работна позиција новинар. Како и за се останато. Да, апсолутно. И да етничкиот признак презнак. Така.
префикс не се додава на работната позиција. Да, зборувам за тоа, или како што реков, не мора да се ограничиме само на етничките заедници, зборувам Не, за не, религиозните. исто сексуално. Да, тој бил православен маж, влегол во Тинекс и не знам, направил белја или муслиман. Значи сосема неважно. А имаме ли уште малку време така. да го најдеме нуклеусот на овие проблеми? Образованието, велиме медиумска едукацијата. Значи, зборуваме за медиумската писменост, а не зборуваме за новинарската неписменост. Значи, оние кои треба да препознаат што ние пишуваме, треба да се писмени по тоа прашање, нели осознание по тоа прашање, што би рекол Ѓорче Петров, а ние од друга страна можеме како сакаме да влеземе во оваа професија и да партиципираме за тоа да не сносиме одговорност. Јас сум овде многу поригорозен по оваа прашање, затоа што мислам дека ајде, ако го тргнеме формалното образование, не сакам некој колега да наврата, еве да го исклучиме, меѓутоа бараме одредени обуки, стекнување одредени вештини. Ние не можеме туку така секого да пуштаме во нашата професија без да помине некаков филтер. Зошто велам формалното образование? Затоа што формалното образование е филтерот. Никој на факултет не те учи новинарство. Ама го прави филтерот дали ти можеш да бидеш достоен да научиш новинарство. Мислам дека овие прашања Хесе ги затвори игра со стаклени монистра, а ние сега уште разговараме за нив. Така што, еве, пак ќе кажам, се модернизираме, јас не сакам да се мешам во образовните програми, процеси, кои мислам како ќе изгледа образовнието во иднина, но барем некакви вештини некој да стекне, за да може да партиципира во нашата професија. И тука, нормално, поискусните колеги треба да дадат целиот свој залог и придонес за овие прашања веднаш да поразговараат и да поттикнат развој на таа личност кој во иднина ќе биде добар и квалитетен новинар. Да може да го разбере општествениот интерес, а не личниот или интересот на некои групи, за жал на некои групи. Не сакам да кажам мокници, политичари, се разбираме на што се однесува. Павле Биловски, ти благодарам многу за гостувањето во Цело медија. По некоја коинциденција 6 години подоцна барем можеш да зборуваш слободно.